наоѓам во галеријата на МКЦ, каде што е отворена изложбата Емоција во боја. Така е насловена оваа изложба на уметницата Цветанка Јованова Хермас. Со мене ова утро е токму таа да поразговараме во овие неколку минути време кои ги имаме пред нас, да ги запознаеме гледачите со вас накратко, но и да дознаат за изложбата, до кога ќе биде отворена, па и тие самите да ја посетат. Да ве поздравам и да ви посакам честитки од срце за прекрасната изложба и големиот број на посетители кои дојдоа да ја видат. Ви благодарам прво на убавите зборови. Изложбата насловена Емоција во боја е моја 20-та самостојна изложба, која е отворена во просториите на МКЦ. Ќе биде отворена во наредните 2 недели, на кои што се представени околу 30 на дела во техника акрилна платна. Оние посетители или оние гледачи кои што ќе сакаат да ја видат изложбата, ќе можат да дојдат во МКЦ, каде што се наоѓаме и ние во една од галериите. Емоција во боја, така е насловена изложбата и навистина има многу бои околу нас, впечатливи фотографии, особено на женските ликови, барем тоа што јас успеав да го видам. Една веќе си одбрав неколку милени фотографии кои што се позади нас. Како ги одбиравте боите додека спремавте изложбата? Дали однапред знаевте со која боја ќе цртате или уметникот ги затвора очите и која боја ќе види во своите мисли, таа ја слика? Прво и пред се кога почнувам за да сликам, прво ја чувствувам емоцијата. Мора прво да почувствувам за да може да почнам да сликам. Интуитивно сликам. Интуитивно сликам, затоа што боите се мојот јазик и преку нив се ги изразувам своите чувства и своите емоции, без разлика дали тоа се мотиви од жени, дали се тоа предели, дали се животни, птици, абстракции. Најважното е емоцијата, чувството. Таа ме води и фактички тоа ја обликува, самото чувство ја обликува сликата. Кога ќе погледнеме слика, треба да добиваме чувство дали на радост, дали на ведрина, дали на среќа, некогаш на болка, на тага, на носталгија. Ако успееме барем едно од овие чувства да ни предизвика било која слика, тогаш самата слика ни зборува и сме постигнале целта. Каква емоција вие доживувавте или какви емоции, бидејќи тоа се 30 уметнички дела, какви емоции доживеавте во текот на целото тоа дело што го создадовте? Па сите емоции. Значи, имаше тука и срекни моменти, и тажни моменти, и тешки моменти на плачење, на тежина. Но сите знаеме дека негативните чувства поминуваат многу брзо, па така и самата боја ја покрива таа емоција и на крај добиваме една јака свежа слика и ведра. Кога ги имате тие, да речеме, негативни емоции, лутина, ви доаѓаат, кажавте, некои напливи на тага, на осаменост, дали поминуваат од кога ќе го создадете делото? Проаѓаат и се чувствувате подобро, како некој вид на терапија? Да, не само што поминуваат, ги нема уопште во текот на создавањето. И кога ќе ставам првата боја и гледам само една ведрина и една радост. И без да сакам се приметувам сама како лицето ми се смее. Значи дека убаво делува од кога ќе ги насликате вашите слики. Имате ли омилено дело? Со оглед на тоа што јас кога влегов веќе си одбрав омилено, ми падна во очи едноставно одредена слика. Дали вие имате нека слика која што особено ви значи? Немам. Тоа е исто како дете, мајка кога ќе роди 2, 3, 5 деца, нема едно омилено, ги сака секој дете на различен начин. Да, така обично велат дека немаме омилено дете, туку сите ни се драги. Да, секој дело ми е драго, секој дело ме асоцира на нешто, секој дело ми буди различна емоција и секој дело си го гледам со радост. Јас благодарам за одвоеното време. Уживајте со вашите блиски и со драгите луѓе кои ви се дојдени на отворањето, а граѓаните ќе ги потсетиме, односно нашите гледачи на Здраво Македонија, да дојдат во МКЦ, во галеријата, да посетат изложбата на мојата денешна соговорничка. Ја најавивме на почетокот уметницата Цветанка Јованова Хермас. Останете со Канал 5 и со утринската Здраво Македонија.